Весна Пемова. Весна Пемова има збор. Почитувана јавност, еве бидејќи јас доаѓам од тој крај, од Тиквешијата и покрај тоа што претходните колеги дискутира и кажа скоро се во однос на потребата од измената на Законот за земјоделие и рурален развој, односно зошто денеска се пристапува кон негова измена, јас накратко би зела учество во интерес на јавноста. Значи измената на законот е со цел овозможување на владата да донесе или стварање на услови владата да може да донесе одлука за дополнителна помош или мерка за исплата на одредени земјоделски производи продадени најдоцна 5 години пред донесувањето на таа одлука и на неплатени производи од страна на регистрирани откупувачи во случај кога земјоделското стопанство е корисник на мерка од годишната програма за финансиска поддршка на земјоделието за тој производ во годините во кои што се однесува помошта, односно 5 години наназад од моментот на донесувањето на одлуката. Финансиските средства кои што изнесуваат и се во висина од 1,5 милион евра ќе бидат обезбедени од програмата за финансиска поддршка на земјоделието и програмата за рурален развој за 2019 година. Значи средствата ќе бидат обезбедени од таа програма и ги поздравувам и иницијаторите и сите колеги кои што се заложија долгогодишниот проблем со долгот кон лозарите, бидејќи конкретно зборам за лозарите, бидејќи доаѓам од тој регион, бидејќи нашите лозари се долг временски период, долго време доста оштетени од страна на винарите, каде што беше предадено нивното грозје, а парите се уште не им се исплатени. Тоа се однесува повеќе за винаријата Повардарија и Стефани и се надевам дека во периодот што следи проблемите што ги имаат овие винарници ќе бидат надминати и дека проблемот со лозарите во периодот што следува ќе биде надминат, односно секоја година лозарите нема да се соочуваат со истите проблеми со кои што се соочува во изминатиот период. Бидејќи овој проблем е доста системски проблем и бара надминување, навремено надминување на ваквиот проблем, се надевам дека од денеска натаму владата ќе ги превземе сите активности кон потребите на земјоделците, дека земјоделците, поготово лозарите, кои што со години наназад трпат доста и имат доста проблеми, во иднина ќе бидат на време надминати. Инаку, сакам да истакнам дека штетата што е направена кон лозарите е огромна во изминатиот период, бидејќи и покрај тоа што еве се бара решение тој проблем нивни за неисплата на предаденото грозје ќе биде сега надминато, сепак штетата по лозарите е огромна, бидејќи парите кои што некогаш или пред 5 години требаше да ги земат се вредат многу повеќе од тие што ќе ги земат денеска. Меѓутоа се надевам дека сепак како мерка и како законско решение, еве ова е добро решение и лозарите сепак пред отпочнување на земјоделските работи ќе добијат од потребните средства, односно нивните пари, за да можат да продолжат со нивните земјоделски активности со кои што веќе и почна. И се надевам дека ова законско решение што ние го правиме
и одлуката владата ќе ја донесе во најскоро време дека институциите, односно платежната агенција, ќе превземе активности што побрзо да дојде до исплата на средствата на лозарите, за да ветувањето биде навистина ветување, односно да нема проблеми во иднина во однос на земјоделците, конкретно лозарите од Тиквешијата, од таму каде што и јас доаѓам. Благодарам. Бетјане Китев, Кафјај. Бетјане Китев, имате збор. Повелете.